Добар ден, продолжуваме значи со серијалот Разговори на кафе кај твоја, со кој што сакаме да поттикнеме размислување за одредени теми кои што се опфатени, некои од нив не се доволно опфатени со приоритетите на партијата и пред се да поразговараме со луѓе за кои што мислиме дека имаат и знаења и соодветно искуство во конкретни области кои што може да ни помогнат понатаму во градење на се она што представува политика на партијата. Значи, ние и минатиот пат кажавме дека гостите не се во принцип дел од она што представува структура на политичката партија, меѓутоа се експерти во одредени конкретни области. Еве денеска би разговарала со Гордана Попсимунова, која што доаѓа од Земјоделскиот факултет. Гордана, дали можеш да се представиш, да кажеш нешто за тебе? Така, пред се да кажам дека тука сум, затоа што сум поддржувач на твоја, се надевам ново формираната партија, работам на Факултетот за земјоделски науки и храна полно име. Инаку мојата потесна специјалност е градинарство, а уште потесна оранжерија, односно заштитени простори, како што ги нарекува. Супер. Значи, во повеќе сегменти можеме да го отвориме муабетот, меѓутоа мене ме интересира прво една малку погенерална проблематика. Многу се зборува и тоа посебно пред секои избори се зборува за земјоделието, за земјоделците, за тоа дали Македонија сакаме да ја правиме поземјоделски ориентирана кон гаење на органска храна и слично, или пак сакаме на некој друг начин да го третираме земјоделието. Па мене ме интересира од она што представува пошироко твое искуство, што мислиш како до сега се развива земјоделието, кои се оние основни проблеми кои што се воочени или некои проблеми кои што не се воочени, а треба да се имаат предвид? Јас се селам од дома и расчистувам хартија. Налетав на бележници од пред 25 години во кои сме се обиделе да направиме стратегија за овој подсектор за градинарството. За плачење колку тие работи што тогаш сме ги дефинирале како проблеми се идентични со оние денес. Нешто не сме мрднале од место напред, туку се плашам дека се враќаме наназад. Земјоделството е многу широка гранка. Нормално е дека представува интерес за било која покрупна политичка партија, бидејќи разговараме за 100-200 илјади гласачи. И тоа е сума на гласови од која не верувам дека било која партија би се откажала и која секогаш редовно во своите програми калкулира со фамозниот збор субвенции, кој, фала Богу, не ни постои веќе во формалниот речник, се работи за директни плаќања, тоа го имаме преземено од европското законодавство, затоа што самиот збор, ако го анализирате, субвенција, сувену, значи под приходот, кога некој произведува нешто што нема му донесе ниту доволно средства за да си го покрие трошокот за производство, државата е тука да интервенира. Точно. Е сега, начнавте една суштинска работа. Ние, де факто, не знаеме каде да одиме со развојот на земјоделството. Дали ќе правиме професионални земјоделци, кои исклучиво со таа дејност ќе се занимаваат, во кој случај не можеме да сметаме на оние ситни производители со декар 2 кои ќе потонат во пазарот, а камоли во европскиот пазар, или ќе се ориентираме кон руралниот развој, кој подразбира се друго освен земјоделство.
во таа смисла, да, луѓето кои би живееле на село, под услови им се овозможат инфраструктура и сите дополнителни услови за еден нормален и лагоден живот, може да се занимаваат со земјоделство, меѓутоа како дополнителна дејност, хоби и така натаму, да. Добро, нас како политичка партија всушност оној првиот дел земјоделците како гласачи на вистина не ни интересира, заради тоа што не сме ориентирани кон прибирање или промовирање на одредени теми кои што би биле насочени токму кон одредена категорија на луѓе и пакување на одредени ветувања кои што би се однесувале на таа категорија на луѓе. Затоа многу повеќе ме интересира тоа во моментов каде е земјоделието во нашава држава. Значи, дали сме ние во моментов ориентирани кон она што го кажуваш поголемо, покрупно земјоделие кое што би можело да биде конкурентно или препознатливо во ЕУ, или пак сме ориентирани кон ова рурално или не сме никаде во сето тоа? За жал точно е третото. Добро би било кога би имале пред се национална стратегија, генерална. Во моментов нема национална стратегија за развој на земјоделието? Постојат петгодишни стратегии каде што не се адресирани суштинските проблеми, туку само се надградува едно врз друго и знаете како негативностите се продлабочуваат со време само. Значи, зборувам за една долгорочна стратегија од барем 20-30 години за целата земја, бидејќи земјоделството не виси само за себе, од него зависат многу други сектори. Имате преработки земјоделски кои се де факто во индустријата делот, така? И оваа земја од осамостојувањето имаше 24% удел од земјоделството во бруто националниот приход. А сега колку има? Сега сме спуштени на 10. Може би не треба да се развива земјоделството. Може би ќе дојдеме до таква констатација. Дали се направени, значи, еве, не во последниот период, предходно, продлабочени анализи, баш кои што ќе утврдат дали треба земјоделието да ни биде приоритет, посебно ако го имаме во предвид она што представуваат навестувања дека кон крајот на овој век и понатаму ќе се води борба за храна. Така, дали навистина би требало да одиме во таа насока или да се откажеме? Што е направено до сега од аспект на анализите кои што би ни покажале во која насока би требало да одиме? Сега ова што ќе го кажам се мои лични видувања. Во Европа, која вака, кој ќе видиме земјинава топка е стварно мал дел, борбата за храна е одамна добиена, та имаме и вишоци и ги ја фрламе храната. Што не важи за целиот континент. Знаеме дека гладот е за жал присутен во многу земји. Во Европа, од која ние ги припишуваме законите и подзаконските акти, земјата, зборувам за почвата, се третира како природен ресурс веќе. Бидејќи имаме доволно развиена технологија да на релативно мал простор добиеме големи количини квалитетна храна. Тоа што е почва, дури ги тераат земјоделците да бидат присутни, макар ја оставиле под угар, односно не посејана, не експлоатирана, тие добиваат ова што го нарекуваме субвенции, директни плаќања, само за да се занимаваат со земјоделство. Значи континуитет да се одржи, така? Да се негува почвата. Овој мој дел, оранжерииве, тие не спаѓаат во земјоделство. Каде спаѓаат тие? Во индустрија? Тие се одделна гранка на земјоделство чисто заради тоа што се механички одделени од почвата. Едно не ја загрозуваат директно почвата, и не зависат директно од нејзин. Да. Меѓутоа инженерскиот дел, тоа дека ние физиологијата на растенијата ја манипулираме на еден начин, еве лалињата да става за 8 март, да се темпира, да се
да се играме со знаењето за растенијата. Кога зборуваме се за растителниот дел, инаку во земјоделство, барем кај нас, ви влегува и сточарството, анималното производство, ветерината. Широки се земјоделските науки. Широко е и обсегот на нашето министерство, ќе ве подсетам, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Да. Јас го жалам секој еден што ќе седне на таа функција, како може да покрие толкав широк спектар на дејности. Да покрие. Да се навратам на почетокот на вашето прашање, многу ми е драго да чујам дека било кој би се осмелил да ги стави субвенциите на страна, да ви кажам искрено, бидејќи имам одено по теренот, моите градинари се исклучително вредни луѓе. Тие се секој ден присутни на нива и тоа се богати луѓе. Богати во релативни термини во однос на останатите земјоделци. Тие не взимаат, не аплицираат за субвенции, не ги интересираат. Што ги интересира? Што е она што може да помогне, еве, и на градинарите конкретно, меѓутоа и пошироко на земјоделието во еден подолг период, малку подолгорочно гледано. Што е она што државата би можела да направи за да можеме да имаме поголеми бенефиции од она што представува земјоделско работење? Да го создадат системот во кој еден земјоделец, примарен сега велам земјоделец, значи човекот што е директно на нива, да не се замара со тоа каде ќе да го продаде производот. Добро. Бидејќи тие се сега и производители, и дистрибутери, и менаџери, и сметководство на фарма мора да водат и употреба на пестициди. Луѓето тешко име да се снајдат. Значи да ги оставиме да си го произведуваат тоа што знаат да го произведат. Може овие средства што ги двоиме сега за субвенции, што не се мали, не ме земете за збор, мислам дека преку 100 милиони евра се двојат. Значи како странична поддршка им е потребна на земјоделците, техничка услужни поддршка, дејности кои што би им помогнале тие да си ја работат својата работа, а да се растеретат од она што представува администрирање, менаџирање и слично. Да. Да, тоа може да се постигне. Дали има некој пример во Европа како го прават тоа? Дали има таков облик на поддршка? Како нема? Како нема? Спомнав дека се нашите земјоделци ситни и дека секој сам си го планира своето производство. Пред се мораат да се здружат. И тоа многу тешко се наметнува дозгора. Имало обиди, имало странски проекти, вакви, онакви. Јас мислам дека се уште го немаат допрено дното, оној безизлез, за да сватат дека барем пласманот мора да им биде заеднички. За да може да има квантитет и да произведуваат една сорта сите, со ист квалитет. Во Европа постојат така наречени заеднички организации за заеднички пазар, каде што државата дава половина од прометот на една таква организација, самата организација дава уште 4% и со тие средства го плаќаат менаџментот. Се ова што е услуга. Може да набавуваат магазини, некои машини кои што ќе бидат од заедничка потреба и така натаму и така натаму. Тука исто така би спомнала дека многу им е потребна технологија, нова технологија, развојни мерки. За да можат, сега им е производството во моментот прескапо, не се конкурентни. Ако не применат на поголеми површини нови технологии со добра механизација, добро, значи тоа се нема да се најдат во вкупната цена. Два елементи, значи административна техничка помош и нови технологии како некоја долгорочна структурна помош која што би можело да ја обезбеди државата. Сега малку да ве разочарам, тоа
Новите технологии би требале да тргнат од нас, нели, како научна установи, високообразовни установи, преку Агенцијата за поддршка и развој на земјоделството, советодавните служби, да бидат пласирани до земјоделците. Меѓутоа, во сите сегменти на овој ланец имаме страшни потфрлања. Сега ќе се вратам на нашиот заеднички интерес, знаете и вие дека во науката, посебно во земјоделската наука, добри 10-15 години има нула инвестиција. Значи, повторно се враќаме на образованието. Така? Оттаму се тргна. Што со образованието на самите земјоделци? Дали тука би требало на некаков начин државата да инвестира? Затоа што да, можеме да донесеме нови технологии, меѓутоа луѓето треба да работат со тие нови технологии, треба да знаат како да ги употребат, треба да знаат на некаков начин да го искористат бенефитот на развојот. Така, колку се спремни нашите земјоделци за такво нешто, самите тие? Дали имаме подмладок во земјоделството? Не во науката, не во образованието, туку во самото земјоделство. Да, зборуваме токму за ние професионални земјоделци кои недостасуваат. Значи, од времето на комбинатите, на сите земјоделството им беше дополнителна дејност. Во прилеп, ќе отиде сабота и недела ќе го повади тутунот и вади некоја пари за одмор, еве да речем. Се воведе регистрирање на земјоделците, значи не може да работи ништо друго, мора да биде еден единствен регистриран земјоделец, носител на стопанството, меѓутоа и тоа се изврте, некој член од семејството кој не е вработен, ја носи дејноста. Како носител се појавува, така? Сега, има млади луѓе, не многу, не толку. Гледам дека се зборува за... Да, има млади луѓе, има ентузијасти. Малце се плашам дека, како што реков, во последните 20 години ги измрцваривме со обуки. Аха. Некојаш контрапродуктивно може да биде. Повторно не се побарани од нив, туку се наметнати. Доаѓа некој од страна и вика, сега ќе ве научам за ова и ова, така? Па нив треба да ги на сред бел ден во 12 часот, кога се луѓето на ниви, треба некако да доаѓаат, што се вели од атар. Мене ми е срам да се појавам со некоја нова обука пред нив. Ако не е побарана од нив. И уште едно прашање имам, дали има некои краткорочни мерки, нешто кое што може брзо да се направи, нешто што може од денес и утре да видиме резултат. Мислам, знам дека земјоделието е нешто каде што резултатите вообичаено им треба години да се видат, било позитивните, било негативните. Меѓутоа, дали некоја политичка партија или некоја државна структура може во моментов да направи такви некакви, макар и мали промени, кои што би имале видлив резултат или видливо влијание на понатамошниот развој. Значи, веднаш акција и веднаш видлив резултат невозможно. Или минимална акција, а голем резултат. Ова прашање јас сепак би го адресирала до земјоделците. Моја голема замерка при пријавењето на политичките програми на партиите, кога се прави делот за земјоделството, секогаш се прави по канцелари. Не е инклузивен никако. Конечно, треба да ги прашаме тие луѓе што им е, како мене што ме прашувате, што им е навистина потребно. А ви велам, штетите се направени уште од растурањето на комбинатите, од првичната приватизација наваму и континуирано од име наназад. Од водечка сила во регионот, сега ни е Албанија исклучително голема конкуренција, плюс ја имаат и климата, го имаат ентузијазмот, ги имаат инвестициите. За Бугарија и Србија. И Србија веќе ја губиме како пазар, тие беа сфокусирани на овоштарство, сега и градинарството си го негуваат. Ке останеме црна дупка.
ако сега не испланираме за 20 години. Мгм. Многу брзо би било несериозно да Значи, кажам она би што го брзо мора да го направиме е да направиме план за Стратегија, наредните да. 20 години. долгорочно, да. Супер. Благодарам многу, Гордана. Јас се надевам дека ова нема да биде последниот наш разговор и ние ќе искористиме се што можеме од твоето знаење да го внесеме во нашите програмски заложби и програмски активности. Уште еднаш многу Малце е благодарам. знаењето, ама добро дојдени сте да го искористите. Благодарам.